Почитувани присутни, почитувани представници на медиумите, денес сме во посета на фабриката Кил Македонија, компанија со богато портфолио и долгогодишно постоење на меѓународно ниво. А скоро 8 години веќе успешно работи и придонесува во развојот на македонската економија. Оваа компанија, која е една од водечките производители на системи за седење за комерцијални возила и за јавен превоз, тука пред се мислам на автобуси и на возови, во моментов во Македонија има вработено 180 лица, наши сограѓани, од кои 62 се жени. Во Кил работат и повеќе млади луѓе, кои денес имавме можност да ги запознаеме, да поразговараме со нив, и кои што ја користат и мерката младински додаток, со која на младите лица до 23 години, кои се во производствена дејност, им се исплаќа надоместок од државата од 3000 денари месечно. Мерка која од 2020 година до 2023 година ја искористиле 13.000 млади лица, што значи дека тие имаат 50 евра плюс во нивниот месечен буџет со оглед на тоа дека работат во производство. Фабриката Кил исто така е една од компаниите кои што се делуваат дуалното образование во Македонија. Тука веќе можевме да се запознаеме и со дел средношколци кои што подолг период работат на изучување на вештините за овој сложен производствен процес и кои што утре ќе бидат дел практично од вработените во фабриката Кил. Кил е пример и што значи добро партнерство помеѓу државата и бизнисот и е пример за тоа како со напорна работа, кога се има цели план и кога се користи поволната бизнис клима, може да се постигне многу. За мене беше и е многу важно да ја развиваме економијата, да растат инвестициите и платите, затоа што тоа е она што им е најважно на граѓаните. Да имаат подобар животен стандард, да имаат подобри услови за работа, да имаат подобри услови за личен развој. Затоа во мојот мандат како премиер, владата која ја предводев со правилни политики создаде поволни услови за раст на странските инвестиции. Доказ за тоа е токму оваа компанија, која го прошири своето портфолио со нова инвестиција од 9,2 милиони евра и која што веќе го финализира подготвувањето на нивниот нов објект во кој што ќе биде сместено производството и оваа зграда која што тука се наоѓаме ќе прерасне во нов логистички центар. За пример, само минатата година странските директни инвестиции беа на ниво од 754 милиони евра. Тоа е речиси двојно повеќе странски инвестиции во споредба со 2016 година, кога изнесуваа 338 милиони евра. Домашните компании исто така не ги заборавивме, бидејќи тие се исто така двигател на економијата и затоа во време на СДСМ беа поддржани преку различни мерки. До 2017 година македонските работници беа рекламирани како ефтина работна сила и компаниите имаа нула финансиска поддршка. И затоа велам дека е јасна разликата кога ќе кажам дека во изминатите 6 години 919 компании, македонски компании добија поддршка во вредност од 100 милиони евра, со кои тие реализираа собствени половина милијарда евра инвестиции. Исто така е јасна и разликата и кога зборуваме за платите. Од вчера просечната плата е на рекордно највисоко ниво. 40.000 денари или 650 евра изнесува просечната плата во Република Северна Македонија, што е за 360 евра повеќе од 2017 година. Рекордна минимална плата од над 22.500 денари ќе се обезбеди со следното усогласување согласно Законот за минимална плата која ќе стапи на сила идниот месец. Тоа е за 180% изголемување споредено со претходната минимална плата која беше 8.050 денари. Овие подобрувања не значат дека ние ќе застанеме тука. Напротив, во наредниот период, во мојот втор мандат како претседател на владата, ќе работиме да дојдеме до над 1000 евра просечна плата во државата и над 600 евра минимална плата во државата. И ова ве уверувам дека со правилни политики е достижно, како што покажавме дека овие историски највисоки нивоа денес кои ги имаме се исто така достижни. Јас често велам дека со напорна работа нема недостижна цел. И никој не веруваше дека 500 евра просечна плата до 2024 година е можно и остварливо, но како што знаете, тоа ветување СДСМ го оствари и тоа го оствари со уште поголем износ. И така ќе биде и овој пат со ветувањата кои што ќе бидат дел од изборната програма на предстојните избори. Платите на граѓаните секојдневно ќе растат и ќе продолжат да растат. Тоа ние го сработивме заедно со партнерите во владата, бидејќи оваа коалиција го цени трудот на работниците, грижата за сите е темел на нашите вредности и на нашите политики. Денес парите се насочени кон граѓаните за да имаат повеќе за сите.
6 години обезбедуваме подобар европски стандард, подобри услови за стопанството, раст на економијата, иако од тие 6-4 години беа навистина кризни години на здравствена, енергетска и економска криза. Одговорно менаџираме со парите на граѓаните, за да можат платите на граѓаните секојдневно да растат. И ова е моделот по кој ќе работиме и во вториот мандат. Во оваа насока сакам да посочам дека најдовме и уставно издржано решение со кое нема да пораснат и платите на функционерите со новото ниво на просечната плата. Пратеничката група на СДСМ ќе поднесе измени на сите закони со кои се регулираат платите на сите функционери. Со ова решение, постоечките коефициенти ќе бидат намалени, со што платите на сите избрани и именувани функционери нема да пораснат. Уште еднаш, сакам да се заблагодарам на домаќините, на нивниот генерален директор, кој што е мој колега, со кого сме имале можности да работиме заедно и да студираме заедно, кој што е еден од најдобрите директори во Македонија, и сигурен сум дека оваа компанија не само што ќе го задржи ова ниво, туку и со нов објект, со нови машини, со нови вработени, ќе го зголеми производството и ќе представува гордост на македонската економија. Ви благодарам уште еднаш и благодарност за сите што бевте тука присутни.